Одовде погледот кон Охридското езеро е највеличенствен. Чиниш гледаш во најбистрото море, карпите надвиснати над зиданиот од човечка рака брег, на кој заплискуваат скротените бранови. За калишта чуле во Австралија, Америка, тури и во древната Кина. Светоста зрачи со сета мок на прастарите пештерски цркви, издлабени во жолтеникавите карпи. На поново изградените врз древните темели се препознава во лековитата мок на водата, воздухот, на занемениот поглед. И туристите одамна го откриле овој рај, ако не за долг престој во хотелите, барем на ден да се наполнат со енергија, свежина, светост, убавина и спокој. Има прекрасни икони, светата икона на Црната Богородица, чудотворна. Има многу исцеленија се случаја во оваа црква, да ви кажам искрено. Знам, сум сведок, сум видел. Така да местото е навистина свето. Не само ова, знаете, цело крајбрежје е со цркви. И не се случајно направени овие цркви тука. Да, ова е прва наша посета во Македонија и слушнавме за тука од нашите пријатели и многу е убаво, со прекрасна природа и пријателски народ. Дома ќе понесеме многу импресии и навистина уживаме тука. Овој комплекс на Струшкото крајбрежје е познат и како религиозен и како туристички центар. Неколкуте цркви од разни временски епохи сведочат за нашето долговековно обстојување, за неимарската градба на старите мајстори кои од бигорен камен со жешка вар врзале такви грамади во совршени архитектонски градби. Говорат и за прецизната благородна рака на зоографите и иконописците, познати и непознати, кои создале божествени дела. Најзначаен и најкомплексен објект е црквата на раѓање на Богородица во манастирот Калишта. Тоа верувам дека е најстар тука култен објект, а она што е особено важно е автентичноста на монашките кели и живеалишта кои до ден денеска се сочувани во изворна оригинална форма од средниот век. Ретко кој во поново време влегол во овие кели вдлабени во стените со една заедничка црква на самиот врв, сведок на начинот на монашкиот живот на ова место во 14-тиот и 15-тиот век. Домакинот на комплексот надолго ќе ви раскажува за сите цркви на ова место, за првиот монах кој овде дошол во 11-тиот век и спровел континуиран монашки живот, што е реткост на Балканот, за ходниците и тунелите во кои се тихувало, за да може потоа со чисто срце и испоснички дух да му се служи на Бога, а ќе ви раскаже и за една од двете уникатни икони на светот. Во манастирот на Рождество на Пресвета Богородица во Калишта се наоѓа единствената икона на Света Богородица насликана во темни бои. Се верува дека оваа икона има излечителна моќ. Иконата Калишка или Црна Богородица ја насликал некој монах во темните монашки кели со темен лик според визиите Господови. Самиот Бог ја обдарил со чудотворност. Така да во записите манастирки стои дека многу луѓе се излечиле од различни болести, многу прооделе што биле парализирани, многу прогледале што биле слепи, а и многу жени станале мајки, што чудо се случуваат и до ден денес. Последен запис кој што постои за чудотворноста на иконата е од Втората светска војна. Имено, фашистичките окупатори кои што беа на оваа територија овде, ја врзале иконата во челични синџири и неколку пати ја фрлат сред езеро за да пропадне и да се уништи. Меѓутоа, што се случува? Како тие ја фрлат сред езеро, така иконата се ослободува од синџирите и секогаш се враќа на брегот овде пред манастирот. Не оди нити према Албанија, нити према Охрид, нити према Струга. Со што и самите тие што сакале да ја уништат, сватиле дека сепак иконата има чудотворна сила и треба да си остане овде за секогаш. Овде се е свето, не само исцелителната вода која што извире под црквата посветена на Петар и Павле, туку целиот крај, секој камен, секоја икона и фреска, царските двери и се во овој комплексен храм зрачи со вознес кој ќе ве опфати со неверојатна силина и ќе ве натера постојано да навраќате. Ако не физички, тогаш со духот ќе бидете заробени во вечноста на пределот.